Во оваа лекција ќе зборуваме за wallets или новчаници. Во неја ќе разберете што е крипто wallet, зошто е неопходен и какви се видови постојат. Ова е една од најважните теми во криптообразованието, затоа што walletот е всушност вашиот пристап до средствата. Ако не го разбирате добро, ризикот од грешки е многу голем, со што може да ги изгубите целосно вашите средства. Денес ќе објасниме општо што се крипто wallet или новчаници. Потоа ќе се фокусираме на разликите помеѓу hot и cold wallets и ќе зборуваме за некои практични примери. Walletот во крипто не е сандаче каде што физички се чуваат вашите монети. Парите не се во walletот, тие постојат на блокчейн. Walletот го чува вашиот приватен клуч и со тој клуч вие подпишувате трансакции и ги контролирате вашите средства што се на блокчейн адресата. Клучни поими тука имаме јавен клуч и адреса. Тоа е адресата што ја давате за примање средства и неја може да ја споделите со секого. Приватен клуч или лозинка. Тоа е тајната која ви дава сопственост. Со приватниот клуч се контролираат средствата и се подпишува секоја трансакција и таа никогаш не се споделува со никого. Потоа имаме seed или recovery фраза, низа од 12 или 24 зборови што ја представуваат вашата приватна клучна информација и тоа ви дава целосна контрола на вашиот wallet. Со seed фразата може да го вратите целиот wallet на нов уред доколку го изгубите постоечкиот. Практично, замислете дека блокчейнот е банка, а вашиот wallet и неговите приватни клучеви представуваат клуч за вашиот сеф од банката. Парите се таму, но без доказ за сопственост и без клуч вие не може да го отворите тој сеф. Кога станува збор за новчаници, исто како и со менувачниците, имаме неколку битни разлики кои треба ги знаете, па затоа ќе почнеме со нивната поделба. Постојат hot wallets и cold wallets. Hot wallets се новчаници кои се поврзани на интернет. Тие најчесто се користат за секојдневни активности, како што е тргување, swap или размена на валути и повремени трансфери. Постојат повеќе форми на hot wallet-и. Некои се мобилни апликации, како што е Trust Wallet, Phantom Wallet и слични на нив. Имаме Extension Wallet за прелистувачи, како што е MetaMask, кој има исто така и мобилна апликација. Имаме wallet-и кои се интегрирани во самите централизирани менувачници, како што е самиот wallet на Binance на нивата платформа. Предност на hot wallets е тоа што тие се поврзани на интернет, имаат поедноставени брз пристап и се поедноставни за користење, а често се исто така и бесплатни и лесни за инсталација. Недостаток е тоа што се поподложни на хакерски напади, фишинг и компромитиран софтвер поради тоа што се поврзани на интернет. Потоа имаме и cold wallets или ладни новчаници, кои се офлайн и така функционираат. Ова се физички уреди кои не се поврзани постојано на интернет. Најпопуларни и најкористени се Ledger и Trezor. Предност на ладните новчаници е тоа што има многу повисоко ниво на безбедност и никој не може да ги земе вашите средства без физички да потврдите некаква трансакција од тој wallet. И овие се идеални за долгорочно чување на поголеми суми. Недостаток, особено за почетници, е тоа што ваквите новчаници се посложени за употреба, помалку се практични за брзи трансфери и секојдневно тргување. Не се бесплатни, треба да се купат. Како што може да забележите, и едните и другите имаат своји предности и своји недостатоци, па затоа најдобро е комбинирано користење на двете опции. Користење на cold wallet за долгорочно чување на поголеми износи, а користење на hot wallet за помали суми и за секојдневни активности и тргување. Кога сме кај новчаниците, ќе објасниме малку и за некои технички детали, адреси, мрежи и конверзии. Имаме мрежни разлики, ERC-20, BEP-20, TRC-20, мрежа на Solana и слично. Што е тоа? Кога ќе добиете адреса, секогаш проверете за која мрежа е таа адреса, затоа што сите wallet-и не ги поддржуваат сите мрежи. Испраќање на токен преку погрешна мрежа може да резултира со загуба на вашето крипто. Затоа секогаш кога сакате да испратите токен на некој wallet, проверете дали тој ја поддржува мрежата во која сакате да го испратите. Потоа имаме децентрализирани апликации и конекција со вашиот wallet. Кога ќе го поврзете вашиот wallet со некоја апликација или надворешна платформа, ќе побара од вас да направите approve или да одобрите некоја трансакција. Внимателно читајте што одобрувате и не одобрувајте ништо за што не сте сигурни.
Ако некоја апликација бара дозвола за Approve Unlimited или неограничено одобрување, размислете за рачни одобрувања или лимитирање на дозволите. И на крај ќе спомнеме некои практични совети за безбедност при користење на вашиот новчаник. Почнуваме со сид фразата. Запишете ја на хартија и ставете ја на сигурно, никако во дигитален формат, ни една слика, cloud storage, notes или нешто слично. Размислете и за раздалување. Ако имате голем капитал, направете различни делови на вашата фраза. Тоа значи дека сид фразата, ако содржи 12 зборчиња, да ги запишете на 2 листови по 6 зборчиња и да ги ставите на различни локации поради зголемена безбедност. Апликации. Користете само официјални извори за преземање, инсталирање или пак купување на некој hard wallet. Permissions или дозволи. Ако поврзувате wallet со некоја апликација, проверете ги дозволите кои ви ги бара. Ако не разбирате што одобрувате, не го одобрувајте тоа. Минимизирајте exposure. Во hot wallet-от држете само мали износи, а поголемиот дел од средствата ставете ги на cold wallet. И секогаш правете одредени ревизии периодично. Проверувајте ги дозволите и дали е се во ред со средствата на вашиот wallet. И запомнете, новчаниците се темелот на вашата криптобезбедност и контрола. Hot wallets се удобни и неопходни за активна употреба и интеракција со проекти, додека cold wallets се најсигурниот начин за долгорочно складирање. Научете да ги комбинирате двата во смислена стратегија, например мал баланс за секојдневна активност и голем баланс во cold wallet. А во следната лекција ќе објасниме практично како да креирате wallet чекор по чекор со конкретни инструкции, како да го инсталирате и да направите бекап на вашата сид фраза.